Добар ден, драги гледачи, почна црвена линија, ќе почне сега забавата и нормално дискусијата за нашата главна тема. А тука сме ние со Тина и со Тео. А да почнеме. А секако со нетрпение ве очекуваме да ни се вклучите и токму со вас да проговориме на денешната тема. Се добива впечаток дека како тргнала работата, матурантите ќе ја слават својата матурска вечер некаде во август. Министерот за образование најави дека новите поминати во штрајк ќе се одработат, што значи дека сите оние денови пропуштени од наставата, најверојатно учениците ќе мора да ги одработат, најверојатно секоја сабота. А до кога ќе трае учебната година, според вашиот став, очекуваме да ни се јавите и да ни кажете еве како се справувате доколку имате ученици, се разбира кои што сега за сега не ја посетуваат наставата. Ги охрабруваме и матурантите, токму кои што треба да ја прослават својата матурска вечер оваа година, каде ја гледаат, дали ќе ја одбележат некаде во август и како им се видува сето ова што не се дел од наставата во училиштата. Токму така, кога веќе ја поставивме оваа наша главна тема, нормално ќе поставиме и наше анкетно прашање на нашата социјална мрежа на Инстаграм, црвена линија, но и Телма телевизија, која гласи: треба ли да се надокнадат изгубените часови или да има скратена учебна година? Двете опции денеска ни се да се надокнадат или скратена година. Нормално вие си гласате на овие две опции, а после рекламите ние ќе ги откриеме, ќе ги објавиме крајните резултати. Но секако очекуваме највеќе на телефонски број 02 307 6677 да ни дозвоните покрај главната тема, да ни одговорите на нашето анкетно прашање. А сега е ред на вас, повторувам на 02-307-6677. Ве вклучуваме и сакаме да продискутираме, па дури ако сте директно засегнати како родители, а и како ученици, еве да искоментирате во однос на тоа дали би сакале и дали сметате дека наставата сепак ќе се одработува. А веќе ни јавуваат од режија дека Тео имаме гледач. Така, па да ве слушнеме. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Што се го поставиле на дневен ред, заслужува едно големо внимание, затоа што јас днес ги слушав сите изјави и од министри, од министерката за труд, и од СОНГ, со тоа што тука не е ништо направено, не е ништо најдено, затоа што искам да ви кажам дека овде се работи за законити работи, не се работи за незаконити. Веќе во јуни колективниот договор со труд му завршува на СОНГ. Тие треба да работат на тие законски норми кои треба да ги подпишат. А од друга страна, министерот за образование кажа дека да продолжат учениците да учат затоа што овај месец и идниот му останува на матурантите каде што треба да на некој начин тие завршни испити што ги имаат за да ги завршат, а преговорите со економски и социјалниот совет ќе продолжи и ќе се бара некој начин или модус да се обезбедат поголеми плати во градинките, во основните школи и средните школи. Али овде има една така решено препрека. Покрај што се бара усогласување со минималната плата, господинот Неделков бара и 18,4% друго зголемување. Тука е, да ви кажам, таа пречка, затоа треба Неделков да си 90 секунди е времето за излагањето. Благодарам што се вклучивте и внимавајте на тајмерот. Вклучуваме нов гледач. Така е, добар ден. Ако може малку погласно, во црвена линија сте. Ме слушате? Да, одлично, повелете. Вака би рекол, значи пред наставот малку правете го таму обработат наместо одработат. Друго би кажал, најше решаваат за судбината на една генерација овие наши министри, премиери, чудеси, а воедно и оние јаки синдикалци кои преку лепи погача нешто бараат. Иначе, пак ќе нагласам, сум бил и ќе бидам секогаш на страната на работникот, а не на работодавача, затоа што работодавачот секогаш гледа кај има да вади за себе, а овие другиве, ако може да ги вози и да им дава мали пари. Али во овој случај,
и самиот синдикат овие ТС и КСОМ преку лепи богачи апарати не знаат што да прават сами со себе. Значи, барањата им се нереални, неусогласени според мене, а додека барањето на Сојузот на синдикати си е убаво нагласен, значи линеарно за сите. А ја не сум крив што толку администрација набутавме по канцелариите, па сега немаме пари да ги плаќаме и од работа или да им пари, како што е ред. Инфлација е голема, продуктите се скапи, а парите се... Благодарам што се вклучивте. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ премникот, за да може јасно и го се слушнеме. И добар ден од црвена линија. Се слушам? Да, ве слушаме, повелете. Според мене, ја мислам дека школската година треба да трае до 10 јуни. Така? Веќе има стартирање на самите. Добро, дали ви имаме? Дали го имаме гледачот? Го немаме. Како и дајве го храбруваме повторно да се јави. Само ќе напоменеме дека можете да коментирате и секако да шернувате и лајкате и на Facebook страницата на Црвена линија, а секако Instagram и Twitter. Така, токму така, идеме сега одма со коментар на Twitter, на нашата тема на денот, кој гласи: не видов дека Министерството беше загрижено што второто полугодие го одложија, наместо да го почнат на време со онлайн настава. Премногу проблеми и премногу лицемерие. Премногу долго време. Секогаш се е по грбот на децата. А сега време и за новиот гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Министерот за образование изјави деновите поминати во штрајк да се одработат. До кога ќе трае школската година? Поставете му го прашањето на министерот. Немој да го поставувате прашањето на луѓе што не се информирани и што не знаат ништо. И да си го попунувате, празните термини да си ги попунувате со небулозни прашања за граѓаните. Ама секако нас не интересира ваше размислување околу оваа тема, што е актуелна. Не нашето размислување, прашањето ако треба да го решите, треба да го поставите до министерот. Ние не донесуваме никакви одлуки и за да добиете одговор на тоа прашање, најубаво ќе ви даде министерот и одговорните за тие прашања. Одлично е вашата констатација, не ја оспоруваме, како и за секој гледач важи дека вашиот став секако можете гласно да го кажете во Црвена линија. Ја го кажав, што од кажаното? Емисијата ви е трла бабалан. А трла баба, одлично е, добро. Еве ќе ги прашаме и другите гледачи. Ама, значи не треба другите гледачи да ги прашувате. Другите гледачи се малку упатени у тоа што се случува. А вие, еве, имате само уште 2 секунди. Добро, благодарам што се вклучивте. Сепак го ценим и вашето мислење, нормално. Така, еве, колку за напомена Црвена линија ги обработува актуелните случувања и дневно актуелните теми. Па ако не ги прашаме граѓаните за мислење, тогаш кој ли ќе ги праша граѓаните? Токму затоа е Црвена линија. А во продолжение ќе прочитаме уште еден коментар, секако и социјалните мрежи се онаму каде што очекуваме да коментирате. Така, на кратко прочитаме коментар на тема на денот на Facebook, кој гласи вака: секако, јас не сакам продолжение на учебната година. Порано ни завршува. После запишување во средна школа, не сакам продолжување. Поздрав. Поздрав до Иван, продолжете да коментирате, а сега вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, Вие сте во Црвена линија. добар ден. Добар ден. За деновите што се штрекуваше образованието, ќе се ги обработат наставниците и директорите. Дете после 10 јуни нема да видат. Затоа што 3 години беа затворени, не беа нигде на одмор, некои више се уплатиле после 10 да се одат на одмор. А ако се даде случајно писмена задача, тест, за она што не го предавале наставниците, децата нема да го работат тоа.
Таа господја зашто е до председател на синдикатот манекинката, ако нема толка добра плата, нема да излегува со таква гардероба, таа ќе си го одработи. Ја не викам дека има скромни наставници што си почитуваат работното место. Меѓутоа, нека не збеснуваат, а децата ќе си одат после 10 на одмор. Дете нема, дали ќе видат 40% од децата. Што сака, министрот е во право, меѓутоа СОНК не е во право, потикнат од ВМРО ДПМН, тој нака ќе организира сега. Пријатно, фала. Може и ве... дали ви имаме се уште на линија? Не се исклучи гледачката. Добро, продолжуваме со вклучување на нов гледач. Ало. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Добар ден и убав ден да се имате. Фала ви сте. Благодарам. Вака, темата ви е мощна убава и гледачот што ви се јави да му пренесам дека тоа вие работите во полза на граѓаните, не во полза на министер. И сакам да ви дадам поддршка да си работите онака како што ви е вашата агенда новинарска. Благодарам многу. Господо министерот кажа дека тие треба да си одработат се и она што го штрајкува и оние денови и не знам колку часови, не сум ја меродавен да кажам, он е меродавен. Им кажа све дека треба да си одработат и ќе одработат. А во однос на личните доходи да им се зголемат, јас апел до него, ни 1000 денари не заслужуваат да им се зголемат. Сакам еден предлог да ви дам за тема да објавите, ако ви Добро, да дозволите. слушаме. Ајде да слушаме. Ќе ве молам, има луѓе кои со години се пријавуваат во агенцијата за вработување. Со години, по 10 години, а старостната граница им е 60, 61, 62. Што со нив рачунат државата, односно во моментот оваја власт? Така, одлична идеја за тема, да. Се пријавуваат со години, а дали некој може да ја допре до нивниот слух и до нивното барање. Имаше една гледачка на друга телевизија, ги молеше за таква тема. Секако темата ќе биде забележана, одлична идеја. Ние ве продолжете, инспирација добиваме и од вас како гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се Добар слуша? ден. Одлично. Добар Вие сте ден. во црвена линија. Се слушаме? Да, Одлично. одлично. Поздрав до вас, за вашата емисија. Голем поздрав и до вас. Имам Дејан на Сонја на телефон, поздрав до колегата. Голем Супер поздрав. емисијата, сакам да го критикувам претходниот гледач што ви кажуваше до министерот дека треба да поставувате прашања директно, значи емисија е наменета за луѓето да се јавуваат кај вас во емисија, не да кажува тој гледачот кој како, ако нема одговара нека изгаси каналот, нека смени на друг канал, нека си гледа и нека не ви објаснува како да водите емисијата. Баш сте супер, ни се допаѓаат вашите предлози, продолжете така, ведри сте и све најубаво. Така само да ве поздравам. Околу ова министеров и други за школска година, не знам што да кажам, тоа мислам дека си има кој да ги решава тие работи, меѓутоа школската година би можело, например, еве ние со цели сме во Германија се моментално, мојево дете учи од кога се распуштаа се од 27 јуни до 8 август, значи 1 месец и 7-8 дена им трае годишниот летен распуст. Цела овако им е поделена на 4 распусти имаат у целата година, значи им е поделен некога на 3 месеци тука да има, па не знам колку имаат летен, пролетен, есенски и зимски. Така да може нешто да се смени кај нас тука да направат такви работи, да бидат децава малку да одмараат, малку да учат, да им биде цело време, да не бидат 3 месеци константно на распуст, за да се опуштат многу, па после тешко им е нели да идат во школа. Благодарам многу што се вклучивте, благодарам и за поддршката, но факт е дека црвена линија е за сите гледачи, па и оние кои што сметаат дека сме трла баба длан. Нормално и тоа ние го цениме. И тоа го цениме. Оно што е најважно, прашањата и темите се директно насочени кон граѓаните, па и ве очекуваме на 02-307-6677. Така, сега идеме со објави од Твитер, нормално околу темата, да прочитаме. Искуство е најдоброто школа. Само школарина е доста скапа од стартер. Идеме со следна од Јован.
Значи, како родител, само ова ќе го кажам на наставниците, синдикатот и министерството. Правите што ќе правите, ама ние децата во сабота и по 10 јуни не ги пуштаме на школа. Не се они должни да учат во летото. Најсериозно. И идеме уште со една објава, за сега, греота се децава. Кај со коронава помалку се социализира, сега немаат школа. Еве, и овој тит е уште една насока и кон реакциите кои што ги даде и УНИЦЕФ. Од УНИЦЕФ нагласуваа дека состојбата во образованието и онаку е далеку од добра во земјата, затоа што повеќе од половина од учениците на 15 годишна возраст во земјата не го достигнуваат основното ниво на знаење по читање, математика и природни науки. Така да, најмногу најверојатно губат учениците, но за последниве случувања околу штрајкот во образованието очекуваме повеќе став и коментари токму од вас. А сега, додека ве очекуваме на 0230766777, продолжуваме со една информација што не смеете да пропуштите вечерва на тема. Што покажува скенирањето на Вашингтон за состојбата на човековите права во Македонија? Какви пораки за Западен Балкан можеме да препознаеме во новите имиња на американската црна листа? Дебатираат Сашо Ордановски и Јован Андоновски во Вин-Вин со Оливера Трајковска, вечерва во 19 часот и 15 минути. Ето, ќе биде интересно, гледајте го новото издание на Вин-Вин, а нас не е многу поважно сега во моментот да го вклучиме и следниот гледач. Токму така го слушнеме, он што има ни каже, или она. Добар ден. Хајде, добар ден. Добар ден. Добар ден. Многу, знаеше, многу ефтен, многу неисправно се работи. Имат указ од многу такви незадоволни граѓани на државата што упоменале, не му се исполнало, заминале. Ама и овие ќе заминат, нема да бидат овие тука да останат. Докторите Шајкова не му задоволија, барем малце да му задоволија, си заминаа по странство лево-десно. Останавме без доктори. За работници веќе да не збориме. За тие квалитетни работници со дипломи, со она да не збориме с високо образовани. Тоа веќе многу има заминато. А еве да ве прашаме за... Сега ќе заминат и даскалите ќе заминат. И тие не се малоумни да им прават мала за малоумни да му дават корка леп. Абе со корка леп треба, барем маргарин да му дај. А не да и тапчи до крај. И на крај што ќе биде пензионерска држава. Од каде тие пензи? Од никаде. И насила глад за пензионерите и нема ништо од тоа. Благодарам. Благодарам што се вклучивте, продолжете да се јавувате. Така, сега идеме да прочитаме порака од Facebook од Зоран, кој гласи: кој штрајкува образование штрајкува? Пола стаж име во штрајк. Како сите одработуваат и они ќе се одработат? Летно време 3 месеци одмараат. Што не штрајкуваат тогаш? А сега да видиме кој е ставот на нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Нормално златно правило, намалете го тонот на ТВ премникот. Идеме додека го добиеме нашиот гледач и одиме со пак објави на Твитер околу нормално оваа тема. Скроз ги поддржам наставниците, ама дете у школу сабота или ако се проложи школската година не пуштам. И онака со ковидов, така. Одиме со следна објава. Како би у моје време не штрекуе наставниците, па морав сам да бегам од школа и неоправдано да ми пишува. Така, тие се тие маки. А сега е време за новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Подобро да се слушаме, зборувајте во слушалка.
Јас се слушам себе да, си во се слушаме. дневната соба, да, намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден. Да, јас се велам и од овде и од другата страна се слушам. Ете, тоа е едно многу важно правило. Секогаш кога ќе го завртите бројот 0230766777, намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувате преку слушалка со нас, за да подобро не слушнете. А докато го добиеме нашиот сленгляч, пак се враќаме на Твитер со нашите објави, односно постови. Одиме. Родителите кои ги носат децата во школа за време на штрајк, се уствари децата кои никогаш не бегаа групно часови, не даваа лист од средина и гриз од хамбургер на голем одмор. Малце хумор тука, одиме со нашата следна објава. Сега вака, според првиот човек на СОНК, што се однесува за одработувањето, односно оно што ќе биде пропуштено со штрајкот, има повеќе варијанти, но едната може би не е прифатлива за Министерството за образование, а другата пак е неприфатлива за учениците и родителите. Во рамките на работното време, после штрајкот и по регуларните часови да се надополнат изгубените часови. Втората варијанта е да се надополнат часовите после 10 јуни на распустот, што за наставниците нема да представува проблем, бидејќи тие се на работа од 15 јули, но нема да се согласат родителите и учениците. А како ви изгледа се во ова на вам? На 0230766777 вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично се Одлично слушаме. ве слушаме. Значи, се јавува гледач од Скопје. Голем поздрав до вас. Од Скопје и јас сум бивши наставник. Добра. Поточно, Тина може би ме знае. Во основното училиште, кај што учеше таа. 11 октомври. 11 октомври, до кабинетот на нејзиниот наставник, јас сум другиот наставник и по математика. Добра, Наставник Миле, предпоставувам. Добро? Се сеќавате, така, добро. Значи вака, како компетентен, затоа што 40 години работев во образование, можам да кажам дека во времињата кога јас работев себе, кога ти научеше и кога, да речеме, до некаде пред 10 години, не беше образованието толку ispolitizirano. Сега сметам дека и синдикатот е ispolitizirан и дека овој штрајк не ја одразува вистинската состојба. Министерот, она што го изјави, го сметам дека е многу исправно, дека изгубените денови мора да се надокнадат, затоа што има таму закон. Гледате, за да годината се прогласи за успешна и си има закон како за да поминат децата во следната година. За жал, времето е 90 секунди, но големо благодарам што се вклучивте и од ваше искуство проговоривте за гледачите на Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па, што е ова, тоа е. Меѓутоа, не можам да сватам. Значи, да се употребуват, не знам кој израз да го изречам, ова се употребува, значи, манипулација со децата, што нешто е. Јас пак ќе речам, овие што работат во градинка, секоја час и час. Значи, треба да има некоја разлика, затоа што тие во градинка, воспитувачки, ти да работи со 20, не знам, 30, колку деца работи една, и некоја наставничка што работи, тие се сепак и прводеление, да, тоа е сепак поголемо дете. Значи, треба да има да се малку да се во предвид да се земе. Значи, не може наставниците што се во образование, во школство и овие што се во градинка да бидат исто рангирани. Значи, треба секој човек е свесен кој, каде, колку има и која тежина на работното место. Секој работно има своја тежина, меѓутоа, ова што го прават, ја не знам, мислам сега колку што памтам, 2011, 2015, 2019, вечито Министерство за образование, Министерство вечито, школство ова што е за образование,
Значи, они штрајкуваат. И секој пат кога штрајкувале, они добиваат. Значи, и ја не знам што да кажам. Значи, секој пат, као да се они сами во државата. Значи, они во државата регулираат како сакаат со децата. Си играат со децата. Па луѓе нема кај да остават деца. Што да прават сега? Им зависи и работно место. Благодарам и вам што се вклучивте. Идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот. И добар ден од црвена линија. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Прв пат се јавувам во вашата емисија. Драго ни е. Ве поздравувам. Голем поздрав и до вас. Сакам да ви кажам дека јас сум просветен работник во пензија. Добро. Ова не е прв пат да има штрајк во образование. Имало и во бивша Југославија, не се сеќам добро и во независна Македонија, поради временски непогоди, поради грип или други некои причини, и секој пат, кога поради штрајк, часови, денови се губеле, тие се одработувале. Не да се скратат програмите. Мене не ми делува така водачот, лидерот на просветните работници, тој не сака одработување на часовите и на деновите. Ке ги скрателе програмите. Не е решение да се скратат програмите. Тие програми континуирано поврзани се една со друга, година со година. И навистина не е во ред да одат на разговори со влада со ултимативни барања уште во почетокот. Тие не сакаат да разговараат, тие сакаат тоа што го сакат истите веднаш да се направи по секоја цена. И зошто после првиот договор за 90 секунди е правилото за секој некој што се јавува, а сега одиме со реклами и продолжуваме со црвена линија. Еве сме назад после кратките реклами и сега е време да ги видиме крајните резултати на нашето анкетно прашање од Инстаграм. Треба ли да се надокнадат изгубените часови или да има скратена учебна година? 36% гласа да се надокнадат, а 64% гласа скратена година. А она за што ќе зборуваме утре е секако можноста за квалификација на македонските ракометари на светско првенство. Последна пречка ни е Чешка. Таму изигравме нерешено, ќе ја победиме ли Чешка во недела? Нормално кога ќе победиме, фул публика се ќе биде. Помоци ли да очекуваме? Она што секако очекуваме е да ни се јавите утре на 02386677, 16 часот и 15 минути. Обавезно сте се јавиле. Ве пропуштаме на програмата на Телма. Доведување.